е за вас, за обесправените, понижените, за оние за кои ја враќаме надежта. Го слушам вашиот глас и тоа ми дава поттик и храброст да продолжам да се справувам со предизвиците, да ги решаваме проблемите, да ги воочуваме нашите грешки, да се поправаме и ние, да учиме, но и да ги подобруваме работите. На нашите функционери неретко им велам, народот сака да види дека сме различни од претходните, дека сме пристојни и дека сакаме да подобриме нешто, да ја подобриме државата и системот. Граѓаните се мудри и знаат што наследивме, но истовремено, ако видат забеганост и ако видат дека не си ја вршиме работата посветено онака како што очекуваат, верувајте дека и нас ќе не казнат. Не е страшно да се погреши. Никој не очекува од нас да сме безгрешни, како што е и нормално и очекувано да се реагира брзо и да се исправи грешката. Но ние немаме ни време, ни простор да правиме големи грешки. И ви велам дека такви големи грешки нема да толерирам. Го кажувам тоа јасно и децидно секогаш, а и сега. Ке ја санкционирам како претседател на владата секоја забеганост. Ке ги разрешам сите оние кои ќе не посрамотат како структура и како луѓе. Примерот за промени мора да го дадеме ние и од секој од нас зависи како и со каков интензитет ќе се случуваат промените. Затоа денес од овде најавувам дека веднаш после редовниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од оваа година, најдоцна почетокот на следната година, ќе има големи промени во партијата и во владата. Кој ќе се покаже со својата работа ќе остане. Но тие што нема да ги исполнат очекувањата на граѓаните, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам. Го кажувам уште сега, за да се знае и да испратам порака дека единствено нешто што вреди, единствено најголемо нешто што човек може да остави зад себе е образот и честа.